Почитувани гости и драги пријатели, денеска е 5 мај, на ден на кој што даваме почит на македонскиот јазик и на сите создаватели на писмениот, литературен и стандарден македонски јазик. Владата на Република Северна Македонија во 2019 година овој ден го прогласи за ден на македонскиот јазик во чест на 5 мај 1945 година, кога Народната влада на Народна Република Македонија ја усвоила азбуката на македонски јазик како официјално писмо во државата. И се гордеам што како држава, како народ успеавме да добиеме шанса и статусот на македонскиот стандарден јазик да го темелиме во европското законодавство, да биде признат и почитуван од нашите меѓународни пријатели, дипломати, државници, да биде рамноправен со сите други јазици кои се зборуваат во Европската унија. Знае професорот Малевски, кој што е тука, и амбасадорот Фрчковски, какви све предизвици имавме и имале, и какви јас имав во делот на преговорите за практично внесување на македонскиот јазик прво во Обединетите нации, потоа во НАТО и финално во јазиците на Европската унија. Меѓутоа, со подпишувањето на договорот Frontex и со неговата ратификација, македонскиот јазик се издигна на рамноправно рамниште со сите други јазици кои се зборуваат во Европската унија. Тоа е практично прв договор кој што е потпишан на сите јазици на Европската унија и на македонски јазик и одобрен од сите членки на Европската унија, вклучително и Грција и Бугарија. Со заштитата на македонскиот јазик го заштитивме и нашиот идентитет, нашата култура, и ги втемеливме како дел од мозаикот на европските јазици и европската разноликост. Македонскиот јазик го обликува нашиот идентитет, нашето културно наследство, и затоа нашиот услов од кој не отстапуваме пред почетокот на преговорите беше македонскиот јазик да биде службен и единствен официјален јазик. Историски успех е што на македонски јазик ќе се зборува официјално и во Брисел и во сите европски престолници. За идентитетот и јазикот не постојат фусноти, не постојат додавки, не постојат објаснувања и не постојат никакви звездички. Македонски јазик е македонски јазик. Драги пријатели, почитувани пријатели, драги гости, јазикот е коренот од кој расте. Тоа е нашиот столб на образованието, на културата, на нашата национална смисла. Со тоа што го заштитивме јазикот, ја заштитивме и суштината на нашето постоење. Вклучувањето на македонскиот јазик во светската ризница на јазици е еден од приоритетите на владата. Во соработка со Институтот за македонски јазик дадовме поддршка за активностите за негова континуирана афирмација. Овде ќе ја споменам интернет платформата makedonski.gov.mk, на која е поставен дигитализираниот толковен речник на македонски јазик. Се гордеам што тој бесплатен дигитален толковен речник е достапен насекаде во светот, вклучително и на вас кои сте тука присутни, на вашите пријатели, на вашите роднини кои денес не можеле да бидат тука со нас, и насекаде во светот, на нашите граѓани, на нашите соседи, на нашинците во диаспората и на научниците, лингвистите, писателите, бизнисмените, сите кои сакаат да го користат македонскиот јазик. Толковниот речник се надоврза на претходната иницијатива на владата, кога беше дигитализиран и правописот на македонскиот јазик. Владата останува посветена на развојот и афирмацијата на македонскиот јазик. Влогот во јазикот е влог во иднината на нашата земја, затоа и оваа година, и минатата, ги зајакнавме капацитетите на Институтот за македонски јазик и вработивме 24 нови научници кои го изучуваат, кои го кодифицираат практично македонскиот јазик. И тоа е обврска на сите нас кои што во моментот ја имаме честа и одговорноста да ја водиме владата, а пред се моја одговорност и обврска е да го предадеме сето тоа во наследство на нашите поколенија. Благодарам што сте присутни. Благодарам на овие прекрасни и познати наши изгледувачи тука во Њујорк, кои што ќе изгледат неколку наши. Благодарам исто така и на
овој млад господин тука што е со нас. Јас во текот на овие денови успеав да ја посетам и синагогата во Њујорк, каде што практично е и синагогата на нашите битолски евреи кои што се доведени овде, со кои што навистина имавме емотивно дружење завчера. Благодарам уште еднаш.